Добар ден. Уставниот суд треба веднаш да се изјасни околу иницијативата за оценување на уставноста на Законот за специјално јавно обвинителство. Правдата и борбата против криминалот и корупцијата не смеат да бидат под било каква или било чија закана. Граѓаните знаат, Уставниот суд за само 5 дена поведе постапка и донесе одлука за иницијативата на ДУИ. Повеќе од 8 месеци Уставниот суд не прави ништо околу иницијативата на Законот за СЈО и го држи во заложништво и судството и владењето на правото. Тоа е недозволиво. Никој не може да е над правото и правната држава. Ниту граѓаните, ниту политичарите. Од тука, приоритет на Уставниот суд на државата Република Македонија треба да биде уставноста на Законот за СЈО. Само така ќе се обезбеди непречена работа на единствената институција која што вистински се бори против криминалот и корупцијата. Граѓаните мора да бидат сигурни дека пред законите се сите еднакви. Исти се и граѓаните и политичарите. Само на тој начин договорот од Пржино може да преживее. За излез од длабоката политичка криза потребно е итно да се обезбеди владењето на правото и исполнување на сите услови за слободни, фер и демократски избори. Благодарам, повелете прашање. Какви би се очекувањата, може ли да се случи уставниот да го укине специјалното јавно обвинителство? Ние не навлегуваме во одлуката, иако сметаме дека е целосно уставен орган специјалното јавно обвинителство, така да воколку се применува правото и воколку оние луѓе кои што одлучуваат во Уставниот суд одлучуваат согласно правото, несомнено дека станува збор за уставен орган. Дали наредната недела треба да се очекува да има лидерска средба? Кажавме, исполнети се двата основни предуслова, тоа е одложување на изборите и укинување на аболицијата. Од тука се создадени услови, неопходно е да има лидерска средба или политички диалог со цел што е можно поитно да се договорат и исполнат условите за да може Република Македонија да спроведе брзи, фер, слободни и демократски избори. Ваш коментар по вчерашната одлука на судот да нема мерки на предпазливост против Груевски, Јанакиевски и Трајковски? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повикува, меѓутоа и силно ги охрабрува луѓето индивидуи кои што како суди и работат во Основниот суд Скопје 1 да почнат да го применуваат правото и конечно да се запрашаат во каква држава сакаат да живеат тие и во каква држава сакаат да ги растат своите деца. Од одлуките на тие луѓе како индивидуи, со целата одговорност која што мора да ја носат како избрани судии, зависи еднината на Република Македонија. Дали Република Македонија ќе ја надмине политичката, општествената, дури и правната криза во која што се наоѓа, или ќе отиде во целосна диктатура и ќе ја продлабочи кризата.